Со новото согласување на над 1000 функционери во државата, платите ќе им пораснат за нови 300 до 400 евра во зависност од функцијата или за околу 15%. Основицата за пресметките на функционерската плата е просечната плата од претходната година помножена по коефициент кој за председателот на државата, за премиерот и председателот на собранието е 4,5. Според овие пресметки, со новото согласување председателот на државата ќе добие покачување од околу 25.000 денари. Заедно со сегашната плата од околу 165.000 денари, председателот ќе дојде до плата од 190.000 денари. Нешто помало покачување ќе земат пратениците, министрите, гувернерот на Народната банка, уставните судии, градоначалничката на Скопје, јавниот и народниот правобранител и секретарите на владата и собранието, бидејќи тие имаат коефициент за пресметка на плата од 3,7. Исклучок е само министерот за внатрешни работи кој има додаток на плата од 20% за извршување на функцијата, па неговата плата е речиси иста колку на премиерот. Министрите од сегашните 125 до 130.000 денари ќе добијат до околу 156.000 денари. За разлика од сите нив, најголемиот број работници во државата, чија плата се движи околу минималната, ќе добијат зголемување од околу 2.000 денари. Тоа значи дека ќе стигнат до 22.000 денари плата. Па така и еден работник треба да работи повеќе од пола година за да земе едномесечна функционерска плата.